Да. Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин, во кое ви ветува многу забава и возбуда. Се наоѓаме на полигонот Навак, каде што ќе возиме 24 часа со новата Dacia Duster. Овој теренец кој ни доаѓа од Романија е подготвен за сите предизвици, а во 24 часовното возење ќе го предизвикаме не само на асфалт, туку и на оф-роуд. Тука е нашата екипа новинари од сите бивши југословенски републики и во овие 24 часа ќе поминеме некаде повеќе од 1000 километри, се разбира доколку е се во ред. Но пред да ви го прикажеме нашето 24 часовно возење и сите импресии околу возењето на Dacia Duster, ве поканувам да ги видите останатите рубрики во Автомагазин, а со Duster ќе се дружиме во втората половина од емисијата. Заврши уште едно издание на најтешкото рели на сите меридијани, носејќи го славното име Дакар, тоа и годинава се возеше низ беспаќата на Јужна Америка, чии предизвици ги совладаа 185 екипажи. Меѓу автомобилите најбрз беше матадорот Карлос Саинц, кој со своето Peugeot 3008 2 недели успешно одоливаше на нападите на ветеранот Насер Ал Атија со Тојота. Неговиот тимски колега, јужноафриканецот Жиниел де Вилиерс, заврши трети, додека 13-кратниот освојувач на Дакар, Стефан Петер Хансел, немаше среќа и стигна само до четвртото место. Меѓу моторциклистите победата ја однесе Матијас Валтнер на КТМ пред аргентинскиот возач Кевин Банавидес со Хонда. Во најатрактивната камионска категорија славеше ланскиот победник Едуар Николаев со КАМАЗ. За доминацијата на русите сведочи и разликата од цели 4 часа пред второпласираниот екипаж. Алфа Ромео имаше рекордна година. Ланската продажба се искачи на 150.000 возила за дури 62% повеќе од 2016-та. Заслугата за тоа заеднички ја делат Джулија и Стелвио, на кои наскоро ќе им се придружат новата Джулиета и наследникот на 4C. И покрај импресивноста на бројките, Серджо Маркионе сепак не е задоволен, бидејќи намерите беа да се надминат 170.000 возила. Најголема причина за неисполнувањето на планот е продажбата во Соединетите Американски држави, која достигна околу 12.000 возила. Не задоволи ниту Кина, од каде се очекуваше импресивен пораст. Тоа треба да се случи годинава, бидејќи Маркионе посакува продажба од дури 400.000 автомобили. Сепак треба да се има предвид дека оваа бројка како цел е поставена во 2014 година, а од тогаш многу нешта се сменија. Тесла не престанува да ја разбранува јавноста и во позитивна и во негативна конотација. Така, меѓу многуте добри вести за Тесла пристигна и една лоша. Имено 80 на норвешки собственици на Model S ја тужат компанијата заради доведување во заблуда. Тие тврдат дека нивните возила располагаат со 470, а не 700 коњски сили, како што било наведено при нивното рекламирање. Ова е втор ваков пример во Норвешка со кој се соочува американскиот производител. Пред отприлика една година, тој се најде на тапет заради слична тужба на 133 собственици на нивните возила, кои добија оштета од околу 7300 евра. За новиот спор, судот во Осло треба да се произнесе во април. Лани во Норвешка Тесла продаде вкупно 8.500 автомобили. Во оваа земја повеќе од половината нови автомобили се електрични или хибридни. После ланскиот бурен настап, Опел годинава нема да учествува на салонот на автомобилите во Женева. Причината за тоа е што германската марка нема нови модели за покажување, заради што неговото присуство на главниот автомобилски настан во Европа би немало оправданост. Одлуката е донесена заради кратење на трошоците на работата, што како приоритет е наметнато од страна на новиот собственик.
а веста дека Женева ќе помине без Опел пристигна токму од таму. Конкретно, портпаролот на ПСА групата рече дека ако немаат нови модели, тогаш брендовите нема да бидат во Женева. Во неговата изјава заинтригира употребата на зборот брендови во множина, пошто беше откриено дека и ДС го нема на списокот изложувачи. Учество над Peugeot и Citroen е потврдено од страна на организаторот на салонот. Лани во Женева Opel имаше 7 премиери. Не треба да чуди зошто на салонот на автомобилите во Детройт пикапите беа во фокусот на производителите од Детройтската тројка. Оваа класа возила со децении суверено владее со американскиот пазар. Ланските податоци велат дека, иако целокупната продажба на возилата во Соединетите Американски држави опадна за 1,8% на 17,2 милиони, сегментот на пикапите забележа пораст од 4,8%. Најпродавен модел секако е F серијата на Ford и тоа повеќе од 41 година поред. Пласирајќи скоро 900.000 продадени примероци, тој далеку го надмина второпласираниот Chevrolet Silverado, кој стигна до 586.000. Третата позиција држи пикапот на Ram, за кој се определија половина милион американци. Овие три модели заедно лани се продадоа во скоро 2 милиона примероци, што е 11,5% од целокупниот пазар на возила од сите категории. Следат два кросовера со мала меѓусебна разлика, Toyota RAV4 и Nissan Rouge, се продадени нешто над 400.000 возила. Првиот патнички автомобил Toyota Camry е дури на 6-то место, а веднаш зад него се Honda CR-V и Civic и Toyota Corolla. Топ 10 листата ја заокружува Honda Accord со 323.000 продадени примероци. Европската агенција за унапредување на безбедноста во сообраќајот Euro NCAP го објави својот редовен годишен извештај во кој се истакнува една работа. Volvo XC60 е најбезбедниот автомобил досега тестиран во нејзината историја. До оваа констатација е дојдено со собирањето на бодовите освоени во 4 категории: возрастни лица, деца, пешаци и безбедносни системи. При тоа е нагласено дека во обзир се земаат само резултатите на автомобилите со опрема од стандардниот пакет. Ваквото признание има посебна тежина ако се знае дека само минатата година Euro NCAP тестираше 70 различни модели на автомобили. Ова до некаде беше и очекувано, бидејќи швеѓаните си имаат поставено за цел после 2020 година никој да не го загуби животот или да биде тешко повреден во нивните автомобили. Постигнатите резултати докажуваат дека се на добар пат да го реализираат тоа. Подготвувајќи автономен квадрицикл, Honda реши да ги впрегне своите експериментални технологии во функција на човештвото. Со ознака како од серијалот Војна над звездите, овој флексибилен концепт има способност сам да се снаоѓа во безпаќата. Погонот му е електричен на сите 4 тркала, на кои се поставени практично неуништливи гуми без воздух. Замислен е да им помага на луѓето во широк спектар активности. На него може да се монтираат разни додатоци со кои ќе ги извршуваат работите што ќе му се зададат. Роботиката и вештачката интелигенција ќе го водат низ опасните задачи, како спасувачките мисии или гаснењето шумски пожари. Потенцијалот што го има практично е неограничен, во што своја функција има и заменливиот пакет батерии. Како дел од серијата високо практични решенија за иднината, овој концепт е настанат во Американскиот развоен центар на Honda. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Има работи во животот кои ги правиме и има работи во животот кои ги правиме со страст. Посветен на својата мисија. Целосно новиот BMW X3. Mushkina. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Пред започнувањето на тестирањата, екипата составена од избрани автомобилски новинари од просторите на бивша Југославија имаше брифинг. На него бевме запознаени со правилата на тестирањето, тајмингот на возењето и безбедносните правила на патеката. Уредникот на српската ревија САТ, Младен Алвировиќ, е организатор на овој настан и домаќин на патеката. Поканети протагонисти на историскиот настан беа водечките автомобилски новинари од регионот. Домаќинот ја представуваше Србија заедно со неговиот колега Дарко Гигич, како и директорот на Рено Србија Милан Белин. Од Хрватска поканети беа Озран Адамовиќ и Марко Томац, од Словенија Винко Кернц, Саша Марковиќ од Црна Гора, Алден Хаџагиќ од Босна и Херцеговина и Крумислав Барзов, представник на Македонија. Навак или Национална возачка академија се наоѓа на 45 километри северно-западно од Белград. Навак е најголем центар во регионот за обука на возачи, но конципиран е на него да може да се одржуваат и трки со возила. Покрај 3000 метри асфалтната патека, во која е вброен правец со должина од 1200 метри, се наоѓа и теренски полигон конципиран да ги исполни сите услови за тестирање на теренски возила и обука на возачите. Токму овие капацитети ќе бидат употребени за 24-часовното тестирање на Дастер. Dacia Duster направи своевиден бун на светскиот пазар, пред се поради ниската цена. Од неговото представување во 2010 година успеа да се прошири на сите континенти и да се произведува освен во Романија и во Бразил, Колумбија, Русија, Индија и Индонезија. Забележана е продажба поголема од 2 милиони примероци. Втората генерација ќе ја продолжи успешната приказна со освежен дизајн, подобрена ергономија, опременост и материјали во внатрешноста заокружена со проверената техника. Токму поради овие причини надлежните од Dacia го прифатија предизвикот, но не сакаа да не информираат за цените, правдајќи се дека е се уште рано за прецизни податоци. Првичниот план беше секој возач од своите едночасовни турнуси наизменечно да вози 30 минути на асфалт и 30 минути на теренски полигон. Поради сочувувањето на пневматиците од асфалтниот дел се користеше правецот на кога сепак се постигнуваа брзини до 140 км на час и се правеа нагли намалувања на брзината помеѓу 50 и 70 км на час.
Јас го започнав возењето прв меѓу колегите, но ќе имам и 2 ноќни смени кои се извонредно тешки за возење. Возењето го започнав во 10 часот на 15 декември. Поради ембаргото, вие го гледате прилогот на 26, односно 27 јануари. Она што е многу битно за 24 часовните возења, не само на трки, туку и вака, кога ги тестираме нон-стоп можностите на некој автомобил, е да се сочува автомобилот. Сите механички компоненти да издржат 24 часовно возење. Исто така мора да се калкулира и со пневматиците, бидејќи немаме неограничени ресурси. Па затоа, однесувањето на асфалтниот, но и вон асфалтниот дел на патеката е многу битно за да се сочува автомобилот во состојба која ќе издржи и после овие 24 часа возење. Без оглед колку и по какви услови се возеше на секоја промена на возачите, односно секој час, беа забележени резултатите од дополнителниот компјутер монтиран на дастерот. Неговата задача беше да ги бележи со 2 видеокамери возачот и поминатиот пат, но и параметрите на возилото искажани преку моменталната и просечната брзина на движењето, потрошувачката и гравитацијските сили што делуваат врз возачот. Кога беше потребно, стујардите организираа дополнување на горивото. Како што одминуваа километрите, така се зголемуваше просечната брзина на движење. И кога се чинеше дека се функционира во најдобар ред, се случи она од што се плашевме – ненадеен дефект. Поминуваше 8-миот час на возењето, над патеката се собраа облаци и почна да врне дожд. Иако со слаб интензитет, неопходни беа бришачите кои откажаа послушност. Едноставно прекинаа да работат. Техничкото влегување во боксот ги собра дежурните сервисери кои ги проверија електричните осигурувачи. Се изгледаше во ред, но бришачите се уште не работеа. Не знам кој се досети на финта од шега. Само го изгаси моторот и по неколку секунди дефектот што можеше да го уништи досегашниот труд го снема и возењето продолжи понатаму. Интензитетот на дождот се зголемуваше од час на час, правејќи ги условите на асфалтот тешки, а на теренот на одредени делници неподносливи. На тоа кумуваше и темницата. Затоа се собравме возачите на ноќните смени и ја модификувавме рутата на теренот. Го избегнавме и извонредно каливиот шумски дел, а продолживме со возењата по бочниот нагиб, твистерот, каналот со длабочина на вода од 40 см и искачување и спуштање на рид. Во корист на безбедноста одлучивме да го смалиме теренското возење од 30 на 20 минути во еден час. Оваа одлука се покажа како пресудна за исполнување на нашата мисија, бидејќи од минута во минута метеоролошките услови стануваа се полоши со зголемување на интензитетот на врнежите, кои на 3 часа од комплетирањето на возењето се претворија во снежен нанос.
Ноќните услови на возење се тешки иако се наоѓаме на патека. За да биде се уште потешко, се погрижи времето, бидејќи сега имаме тешки врнежи од дожд. Инаку веќе 19,5 часа непрекинато се вози овој Дастер. Покрај возењето на асфалт ќе се вратиме и на теренско возење, каде што условите се уште потешки. Ова е веќе моја трета смена на возење, втора ноќна. Навистина чувствувам голем умор, бидејќи не стигнав ниту малку да одспијам, но адреналинот ве држи во мобилна состојба. И веќе ми е даден знак дека полека треба од асфалт да се префрлам на терен. И веќе се наоѓам на офроуд полигонот. На него имаме неколку комплицирани вежби. Поради многу каливиот терен се сложивме сите што возиме да го избегнеме возењето низ шума. И веќе доаѓаме до твистерот, така наречен твистер, бидејќи тука каросеријата се доведува до тешки оптоварувања. Имаме наизменично поминување на нагиб на лева и на десна страна. И тоа не е така наивно. Брзината на движење е некаде околу 6 км на час, додека се вози доколку се вози побрзо, тогаш ќе може да настанат оштетувања. И сега ни доаѓа една водена бариера која ја поминуваме исто така со мала брзина. Веднаш од водата искачаме на голем успон и по него веднаш се спуштаме надоле. Еве и ова се случи. По цела вечер врнежи на дожд, сега имаме снег. И ни остануваат уште околу 2,5 часа возење да ги заокружиме 24 часовните возења на Дастер. Но ова време е повеќе од предизвикувачко и надвор, рака на срце, ниту куќа не би оставил. На патеката и теренот ги доживеевме најлошите метеоролошки услови. Сепак тие не поколебаа да ја комплетираме нашата цел. Во последниот час времето се смири, како да призна пораз од 9 возачи кои ги издржаа налетите на ветерот, дождот, снегот и да не зборуваме за калта, конструираните пречки за теренски возила и уморот. Честа да ја заврши оваа авантура му припадна на домакинот. 24 часа непрекинато возење го финиширавме и на сите учесници покрај исцрпеноста на лицата се видеа радост и триумф. Можеби статистиката најдобро ќе го илустрира овој подвиг. Вкупно поминавме 1371 км, од кои 1198 на асфалт и 178 на извонредно тежок терен, потрошени беа 167 литри нафта, а просечната потрошувачка од 10,7 литри не е голема поради комплицираните теренски услови, како и осцилациите на брзините на асфалтот. На асфалтот направени се 1056 скочења од брзини помеѓу 130 и 140 км на час до обсек од 50 до 70 км на час. Изминати се 844 км со газ до даска, 157 км возење на правец со успорувања или динамични сопирања, 197 км
возење низ свиоци. На теренското возење забележевме 250 поминувања низ вода длабока 40 см, кои прават вкупна должина од 4 км возење низ вода. 250 преминувања преку брдо со успон и ниспон од 26 степени, 6000 метри вкупно возење по најтешкиот нерамен дел на диагонално поставените дупки со длабочина помеѓу 30 и 40 см, наречен твистер, 3750 метри долго возење по страничен нагиб и во 250 поминувања, 117 км возење низ калив терен и 46 км долго возење по макадам. Најголема забележана брзина на асфалтот достигна 145,4, додека просечната брзина на движење 94,5 км на час. На теренот забележени се максимални 47,6, односно просечни 15,1 км на час. За сите овие напори во непрекинатото 24 часовно возење имавме само еден дефект на брисачите. Во боксот не беше констатиран никаков дефект на осигурувачите ниту на механиката. Автомобилот е исклучен и повторно вклучен и се проработе без никакви потешкоти во останатите 16 часа возење. На каросеријата немаше ниту една гребнатинка, ниту било каква штета направена на возилото. Осморицата возачи кои ги поминаа тешките услови на возење не само што беа задоволни од учинокот, туку се сложија да исполнат нов предизвик. На него веќе се размислува. Едно е сигурно, октетот повторно ќе пее на навак. ...24 часа возење непрекинато на Dacia Duster заврши. Овој автомобил се покажа како вистински джентлмен на асфалтот, добра подморница и, се разбира, добар прашинар. Имавме извонредно тешки временски услови. За овие 24 часа се смени и сонце, и дожд, и облаци, дури имавме и снег. Па на офроудот поминавме со многу кал на Дастерот. Ова не е прво и последно дружење со Дастер. Напротив, ја го очекувам и во Македонија, каде што ќе го подложиме на тежок тест. Но секако нема да биде како овој што го направивме на навак за овие 24 часа, каде поминавме 1372 километри со Дастерот, се разбира и на асфалт и на офроуд. И како што реков, се покажа во многу добро светло. По успехот што го имаше Шкода со Јети, се одлучи да направи уште две спортско корисни возила. Пред некои 6 месеци го возевме Кодијат, а сега дојде време да го возиме Карок, моделот кој го менува откачениот по изглед Јети. Но дизајнот на Карок е направен многу да делува по-конзервативно, по-сериозно и да се допадне дури и на оние кои имаат бизнис амбиции. Но не е се во изгледот на предницата. Дизајнерите на Шкода се потрудија да направат и една интересна контура која започнува токму од фаровите и се искачува над патничката кабина, која има простор доволен за 4 патници. 4 патници во должина на каросеријата од неполни 4,5 метри. Задниот дел е исто така направен да одговори на урбаните потреби и урбаниот дизајн. Сепак Шкода мислеше и за рационалните потреби на возачите на Карок. Па затоа направи еден извонредно практичен багажен простор кој има место да смести околу 500 литра волумен. Оно што не ми се свиѓа, тоа е како и кај сите модели на Шкода оваа гума. За да биде поевтина цената, производителот се одлучи да биде ставена рачка, а не да има вдлабнети површини. Исто така, на задниот дел се гледа дека
е направено да биде интересно и урбано. Возачкото седиште е наместено да одговори на моите потреби, а како што гледате во задниот дел има доволно простор да се смести човек со мои габарити. Има доволно простор за главите, за рамениците, а спортскиот изглед на предните седишта малку го попречува погледот на патниците од задната клупа нанапред. Но во повеќе случаи карок ќе го возат возачи кои ќе бидат сами или ќе ги придружува уште еден патник. Што се однесува на возачката перспектива, таа е направена да биде не само ергономска, туку и комотна. Мене многу ми се допаѓа целата ергономија, но и дизајнот на внатрешноста, како и употребените материјали. Целата предница е преслечена со гумирана пластика, а ми се допаѓа исто така и опременоста. Возениот модел чини околу 33.500 евра, но тој е задвижуван со 2-литрен TDI мотор, има 7 степен DSG менувач и уште една долга колона на дополнителна опрема. А она што ми се свиѓа е исто така што можете да изберете дури 5 модуси на возење. Од возење во снежни услови, економично возење, нормално, спортско, но сепак најинтересно за мене е да видам како се однесува карок во спортскиот режим на возење. Па затоа во следните километри што ќе го тестираме, ќе се обидам да извлечам максимум од погонот на 4 тркала, но и од управувањето, како и амортизацијата, односно подпирањето на карок. Што се однесува до техниката, Шкода ги ја дели заедно со сите останати членови на групацијата Volkswagen. Но морам да признам дека мојот впечаток е дека на Шкода многу добро и прилега таа техника. Што се однесува на подвозието, карок е направен на потполно нова основа од модуларната платформа на Volkswagen, а меѓу останатото и седмата генерација на Golf е поставена на истата платформа. Тоа не значи дека карок е клон. Напротив, оваа платформа му овозможи на карок да има своја персоналност и да пружи одлични возни својства. Кога ќе видите карок со ознака 4x4, тогаш секогаш знаете дека иде со најсилните мотори. Ние сме зад управувачот на моделот со 2-литрен TDI мотор, кој многу добро ја носи каросеријата. Работењето на 7-степениот DSG менувач е скоро совршено. Алгоритмот на неговата работа, без оглед во кој модус на возење, дали е тоа спорт, индивидуал или снежен модус на возење, тој многу добро ги разбира и ги препознава потребите на возењето и сходно со тоа ги менува преносите. Сепак при работењето на менувачот се чувствува како тој да има мака, како да влече многу поголема тежина. Се разбира, карокот веќе не е лесно возило, има погон на сите 4 тркала и се разбира дека моторот е тежок, бидејќи е 2-литрен TDI. Но сепак мислам дека функционирањето на DSG менувачот е добро, но сепак се чувствува како да влече некој товар. Управувачот дозволува многу брзо да се стабилизира возилото, иако е испровоцирано, но тука во помош пристига и електрониката, без оглед дали возите во спортски режим на возење или во снежен.
Возењето на Шкода Карок остави позитивен впечаток на мене. Посебно затоа што пред неполни 2 месеци имав шанса на патека да го возам Volkswagen T-Roc. Тие се по димензија блиски, а ја делат технологијата. И можем да кажам дека Карок е чистокрвен Volkswagen, иако ја носи значката на Шкода. Малиот Карок поради своите димензии е како чигра. Тој многу лесно се снаоѓа на било каква подлога и прави одлична интеракција со возачот. Секако мора да се напоменат и извонредно квалитетните материјали кои се вградени во внатрешноста, но и високата ергономија која го краси секој производ на Шкода. Па така, со мирна совест можам да заклучам дека цената од 33.500 евра не е ниска, но сепак е оправдана со многу атрибути кои се вметнати во овој автомобил. Може би за оние возачи кои сакаат подинамични возни својства ќе недостасуваат прекидачите, заменување на брзините зад управувачот, но сепак комодитетот е императив кога се конструирал Карок. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Јас ве поздравувам и следната средба ја закажуваме за 7 дена. До гледање.